Македонските научници се без мотивација и поддршка од државата, порачаат тие на Светскиот ден на науката. Според професорот Рубин Голабовски, кој неколку години меѓу топ 2% највлијателните научници во светот според Стенфорд листата, државата годишно издвојува само 1 милион евра за сите универзитети. Па поради тоа голем дел од младите и амбициозни научници својата среќа ја бараат во странските фондации. Може максимално некои 1000 до 2000 евра максимално научник да добие поддршка за публикуваните резултати. Сега, ако ви кажам дека во списанијата што се со плаќање, публикувањето на еден труд чини повеќе од 2000 евра, тогаш можете да замислите колкава е таа поддршка. Универзитетите не добиваат ништо за наука. Финансиската помош од државата се темели само на средствата кои ги добиваат за подмирување на платите на професорите кои се занимаваат со научна дејност. И ректорот на Штипскиот универзитет посочува дека државата треба да обрати поголемо внимание на науката. Науката е навистина скапа работа. Вие имате потреба од инструменти кои што ги имаат или од услови кои што ги имаат вашите колеги од светот. Поголеми издвојувања дефинитивно се потребни. Барем во рамки на тие што ги имаат развиените земји, кои се некаде околу 2-3%, а ние сме во промили, речи се. Иако без доволна логистичка и финансиска мотивација од државата, денеска универзитетите во Штип, Скопје и Битело свечено ги доделија годишните награди за најдобрите научници.